Го гледавте ли вчерашниот дел меѓу премиерот Заев и лидерот на позицијата Мицкоски? Да, Како ви се допадна? добро. Добар дуел. Малку, малку. Како ви се допадна? Како ми се допадна, мал се гледав нещо. Па сега оно што вазуше за предходната влада го кажуваат обратно, им го преписуваат новие сега. Тоа голем. Слабо, мислам, не е тоа нивото на кое требаше да биде. Значи, јас сум разочаран. Посебно сум разочаран од Мицкоски. Го гледав. Како ви се допадна? И така, и така. Зошто? Па јас, Мицкоски беше многу безобразен, а овој беше затечен. Па, мислам, као и секој дуел. Мислам, секој си има своја страна, секој си има свое мислење. Па нема нешто искрено, секој го кажува своето, главните делови не се кажуваат. Кој поентираше според вас? Според мене, секако Заев. Зошто? Па затоа што државата конечно се ослободи и тргна напред. Па да, добро за Заев, нормално така. Немаше одговор многу овој Мицкоски на Заев. И Заев немаше соодветен соговорник. И мизерно беше да Мицкоски се однесува така према председател, да каже лажго, онакво јавно. Тоа е удар на култура. Мицкоски. Со се. Го надмина. Со се за мене. Па да ви кажам, сум воодушевена од Мицкоски. Зошто? Затоа што така беше коректен. Поставуваше сето тоа, многу ми се допадна, да ви кажам искрено. Дали се согласувате со тврдењата на социјалните мрежи дека е бледа копија на неговиот претходник? Не сум видела тоа и не ми е познато. Па јас мислам дека мощно убедливо Мицковски победи вчера, бидејќи Заев беше тотално неподготвен и немаше никакви поенти во неговото излагање. Како гледате на тоа што Мицковски вчера немаше став за важни прашања од национален? Па искрено и јас малку се зачудувам што за некои прашања нема, меѓутоа сепак делува посигурно. Сметам дека мора да прекине ова лудило и дека во иднина мора да има Македонија многу поодговорна влада отколку што ги имаше овие досега. Овие 27 години одиме само назад. Се знае тој што треба да иде напред. Кој? Нашиот. Ја мислам Заев. Зошто? сум во ниједна партија, па вака гледајќи како работат, што работат, ми се чини дека имаат перспектива да идат напред. Заев. Зошто? Затоа што поаргументиран со повеќе факти. Кажа вистината што се случуваше последните години, 10-11. Заев. Зошто? Во конструктивен беше. Во одговорите. Што недостасуваше кај Мицкоски? Одговори, точни одговори. На ниедно прашање и од водителот, и од Заев не одговори. Истата реторика. Ја гледам како што беше и порано. Значи се согласувате со социјалните мрежи дека е бледа копија на претходниот? Да, дефинитивно. Па он е уште под дејство на Груевски. Ниједен. Зошто? Па затоа што не ја кажуваат вистината, е тоа. Значи, тоа е моje мислење, не ја кажуваат вистината. Се што кажуваат е лага, едноставно. И тоа е. Што и да кажат, нема да остане на збор. Значи, тоа е тоа. Немам доверба едноставно во никој од нив. Треба ли да има вакви дуели често? Обавезно. Дури да се направи законска некобрака на некој си, па 6 месеца еднашка или на една година. Така. Од дуели нема живот, од работа има живот. Почесто, но пократки. Многу беа долги. 2 часа и 3-40 минути не може да се издржи толку и гледачот, а и учесниците во раз. Недостасувале, меѓутоа добро да се види. Барем на секој 3-4 месеца да има.